Постојат места кои поради својата исклучителна светост, како да сакаат да останат скриени од профаноста на денешниот свет. Постојат надзидани камења кои при допир почнуваат да раскажуваат приказни, да глаголат тајна вистина. Вистина што ако се овоплоти во зборови, станува опасна и тешка за чување. Затоа привидниот заборав царува во некои предели и места, тајќи ја својата кревка тајна за достојни генерации. И повторно снег, повторно студено попладне кој повикува да се совлада немирот и да се седи дома, омаѓасон од потпукнувањето на свежите цепаници во огнот. А сепак, еве ме како и приоѓам во преградка на снежната плачковица, како со звукот на возилото да го нарушувам светиот вековен мир. Помородвис ме пречекуваат старите патокази и селаните кои со благост и спокојство ми го покажуваат патот кон локалитетот Црквиште, тоа древно светилиште на кое тие се навикнати како на профано секојдневие. Посетувајќи го храмот во древниот град Морбизон, опфаќа чувството дека локалитетот никогаш не бил населен. На една блага падина, онамо каде завршуваат старите куќи, се надзира локалитетот Црквиште. Двата гранитни столба исправени кон непостоечкиот покрив изгледаат како да го подпираат сводот на небото. Ако големината на овој објект се спореди со големите катедрали низ светот, изгледа мала. Но ако се земат вековите со кои оваа градба им претходи на овие катедрали, незината древност и архаичност ги прави да изгледаат како новороденчиња во повој. Можеме само да претпоставуваме кој светец бил заштитник на црквата и кои ли се великодостоинственици своите молитви кон Бога ги упатувале токму овде. Колку и да копа археологијата овде, сепак духот на местото не може ни да се откопа, ни да се закопа. Неговата запустеност ме тера да мислам дека овде археолозите поминале налик на прости диви копачи. Ископале што има да се ископа, однеле што има да се однесе и урнатините ги оставиле да се самозакопаат повторно.
Она што ниеден копач профанизатор не може да го однесе е духот на местото, неговата светост позната од старите времиња, неговото тихување во тој дух. Повторно снег. Во крцкањето на тој снег ги наслушнувам молитвите и псалмите испеани овде. Се начулувам и во кроткото струење на ветрот ги слушам сите нераскажани собитија на ова место. Што раскажуваат е приказна за друго време. Здраво на сите, добре дојдовте на уште едно теренско видео на каналот Татунчо. Ја користам оваа можност да дојдам овде во подножјето на планината Плачковица во селото Мородвис. Ако не е овој локалитет, ово малечко селце зашушкано во својата идила во Плачковица, можеби и немаше да биде познато, но ова интересно место го прави познато и го лоцира на археолошката мапа во Македонија. Тука се наоѓаме во местото наречено Црквиште, кое што представува христијанска црква од прилика 4-5 век од нашата ера. И околу него има многу детали и многу куриозитети кои што подоцна ќе ви ги вметнам во видеото за да не биде зборување на памет. Сега сум само тука за да ја воочам состојбата со локалитетот и некако муабетот се повторува како оној од Виничкото кале, а тоа е дека, како што гледате, локалитетот е препуштен на атмосферските услови, е препуштен на вегетацијата која што за ваков еден тип на објект е апсолутно погубна. Така што ово моје популаризирање на ваквите места нека биде и поттик да се средат, да се конзервираат и во најмала мера да се стави заштита од влијанието на атмосферските води, дали е тоа дожд или е снег. Ова е бесценето богатство кое што го имаме на наша земја и е навистина греота да се остави вака да екзистира, барем ако не друго, овие вакви места се толку стари, толку древни, толку фасцинантни што доколку се организираат туристички тури би били интересни за луѓе кои што доаѓаат од другите краишта на Македонија, но и од остатокот на светот за да можат да ги видат. Во остатокот од снимките ќе го видите пристапниот пат, ќе видите околината, значи буквално овде кога се доаѓа настрана снегот се ризикува вистински да се повредите затоа што е обраснат во вегетација и нема никаков пат преку кој може да се дојде. Ги замислувам луѓето кои што го имаат создадено ова здание пред сите тие векови, кои го создавале, со кое задоволство и со кое внимание ги имаат поставено овие камења, овие тули, и предпоставувам затоа што бил важен центар во своето време и пристапот до него бил различен од денешницата, а зборуваме за време кое што е пред многу векови. Значи ова е непосредно во Брегалничкиот регион, овде било и седиште на Брегалничката епископија во тоа време и моја вака предпоставка е дека штом била седиште на Брегалничката епископија, овде многу веројатно имаат поминато и Кирил и Методи во текот на нивната брегалничка мисија. Така што ова место, доколку му се посвети нужно внимание од страна на археолозите, конзерваторите и самите историчари, може да ни раскаже многу историја. Уште едно подсетување, нели, вака би изгледале повеќето видеа кои што јас можам да ги направам од терен. Познавам многу вакви места затоа што во минатото имав еден тип на работа која што ми овозможуваше шетање по цела Македонија, така што ова е еден од илјадниците локалитети каде што може да се отиде да се види нешто фасцинантно. За да ја видите целосната убавина на овој локалитет, ќе искористам и одредени
факти и фотографии од интернет, така што ќе се вклопи убаво во целата слика. Она што најмногу сакам да биде акцентирано во овој видео е состојбата, односно целата вегетација и состојбата на распаѓање на вакво едно значајно место. На сличен начин се поставени работите и во Римскиот форум, иако поголем, но многу ме подсетува на тоа, но состојбите таму се поприлично различни од тука и секојдневно туристи плаќаат скапи карти за да можат да влезат и да го гледаат тоа, да гледаат таа убавина. Да престанеме да се удираме во гради, да се фалиме на интернет кои сме што сме, да направиме напори да овие места бидат средени и уредени. Дури ако треба да се направат фондации и да бидат тоа граѓански иницијативи кои што ќе помагаат на институциите да овие места добијат поинаков сјај. Најстариот подоток за Мородвис го дава византискиот писател Јован Скилица, кој во својот историски синопсис пишува дека во 1018 година пратеници од градовите Пелагонија и Мородвис го посетиле византискиот цар Василий II. Подосна, во 1019 година Василий издал грамота во која Мородвис се спомнува како епископско седиште. За сето време на постоењето на Самуиловото царство, односно до 1018 година, Кочанската котлина влегувала во неговиот состав. Во Кочанско и јужно од Кочани, во подножјето на Плачковица, се наоѓал и веќе развиениот град Мородвис. Според стари ракописи, може да се утврди дека тој се оформил доста рано и станал седиште на епископија. Брегалничката епископија немала свое постојано име, како што немала и постојано седиште на епископската катедра. Во времето на кнезот Борис таа се викала Провацка, Овчеполска, додека во времето на Самуил се нарекувала Мородвишка. Епархијата под истото име ја споменува и Кедрин, кога за овој град зборува паралелно со Пелагонија или Пени. Исто така и тогашниот географ Идризи минувал низ Мородвис кога патувал од Кратово за Малешево. Го нарекува Формендис, објаснувајќи дека е распослан на планинска височинка заградена со лозја и ораници.